Наталија веќе не чека разбудена. Добро утро. Што? Па не сакате да ви пееме се. Ајде биде. Нема. Нормално дека не баравме да ни пее од кревет, но затоа на пробата дојде тип-топ. Мислам дека одлично се представив и дека си што знаев и умев покажав во оваа песна. Додека пеев ми беше све супер. Мислев, вау, толку публика и толку народ што надвис биле. И кога мислиш дека целиот свет е твој, одлуката те враќа во реалноста. Кога ми соопштија дека ете ќе излегувам, тоа е нешто многу грозно што може да му се случи на некој. Наталија, многу ми е жал. Не одиш понатаму. Ако слушаш името и не веруваш дека ти си тој, и вака се чудиш, гледаш околу, ти си не си, ќе излезеш, не излегуваш. Тоа е многу грозно чувство. Не ќем да ми се повтори. За да бидат коментарите од судиите позитивни, а и гласовите побројни, Наталија минатата недела ретко излегуваше од студиото на Тино. Криво ќе ми биде ако не победам, зашто секогаш го давам оно што најмногу го знам и мислам дека публиката треба да го цени тоа.
дека гледачите ќе имаат можност да го видат ореолчето на твојата глава, бидејќи си вистински ангел кога пееш. Ајде да ги слушнеме сега коментарите на жири комисијата. Наталија, како си? Супер. Супер. Тоа што минатиот пат беше и сите се разбира кои што бевте преместени за овој круг. Колку е нервозна публиката наша. Наталија, Злато, ти многу добро знаеш дека ти тоа го знаеш, бидејќи да не го знаеш, немаше да имаш таков коментар. Како пееш, колку вредиш и што се можеш да направиш. Како што ти знаеш, така знам и јас. Тоа што публиката некогаш сака да ни го каже, може би она моето место е некаде на друго место. Или би рекла вака, со поточни зборови, може би ти веќе одамна стана македонски идол за некого. И сака да те видат многу подалеку од ова место. Затоа да не се разочаруваш. Извонредно отпеа. Дали некој ти помогна овој пат за стайлингот? За стайлингот не, меѓутоа за фризура и за шминка се погрешна. Одлично, сепак и тоа е помош. Нема да видела многу коментари околу стайлингот овој пат, само ќе кажам дека сепак стручна помош и тоа како потребна. Не се ослонувајте само на себе, бидејќи еден сценски настап, друго е како ќе одам на улица. Прекрасна си, прекрасно отпеа, избра прилично тешка песна, навидум едноставна, и ти ја посакувам цела среќа. Нека ти се насмевне небото, иако и влезе за понатаму не е насмевка од небото, туку многу, многу повеќе, а за тоа ќе дискутираме малку понатаму. Наталија, душ, кога човек те слуша како пееш, добива неодолива потреба да запее заедно со тебе. Тоа го можат малкумина на таков начин да делуваат врз мене. Тоа го може да речеме Мадона и Тони Михајловски. Едната за да ја запознам, а на другиот за да му помогнам. Пријателке моја млада, имено, токму заради тоа сакам да ти предложам, без разлика на она што ќе се случи вечерва, без разлика на исходот, сакам да ти предложам ти и јас на 20 јули на големиот стојачки панагир на само 3 километри од кај тебе дома да настапиме заедно. Ќе ми го дозволиш ли тоа задоволство? Мадона и Тони Михајловски. Убаво звучи, нели? Вака, сега пред себе цело време гледам готова, скроена пеачка за на сцена и да бевме ние некоја по-нормална држава, ти одамна ќе имаш едно 5-6 песнички позади тебе. Албум. Може би и албум, но ние не сме нормални, па затоа и останува ваквите таленти да остануваат неискористени. Ти посакувам многу среќа, немој да се разочаруваш и немој да престанеш да се занимаваш со музика, каков и да биде исходот вечерва. Наталија прекрасно отпеа, прекрасна си. Сежам кога слушам како пее Наталија, се надевам дека и многу од нашите гледачи кои што вечерва ќе ти ја дадат нивната поддршка, бидејќи влезот во финалето е она за кое што ти вечерва пееш. Гласете за Наталија, неа вашите гласови вечерва и се најпотребни.